Добро вечер. И покрај намалувањето на акцизата, од ноќеска на полноќ дизелот повторно ќе поскапи овој пат за 2,5 денари и ќе се продава по 98 денари, соопшти од регулаторната. Намалување за половина денар ќе има кај бензинот од 95 октани, а 98-цата ќе се продава по истата цена. Премиерот Мицкоски вели дека состојбата со горивата е предизвикувачка не само за Македонија, туку и за целиот свет, но очекува владините мерки да придонесат за заштита на стандардот. 98 денари за литар дизел, 85,5 денари за 98-ца и 83,5 денари за литар 95-ка. Ова се новите цени по кои ќе се точат нафтените деривати од ноќеска на полноќ. Во пресметките на регулаторна се вклучени намаленото ДДВ од 18 на 10%, кое владата на вчерашната вонредна седница го продолжи. И новата мерка за намалување на акцизите, кај дизелот за 4 денари и кај бензините за 2 денари. Доколку не се интервенираше со мерките, според пресметките на регулаторите, цената на бензините ќе беше повисока за 8,5 денари за литар и ќе беше над 90 денари, а на дизелот за 12 денари за литар и ќе се продаваше по цена од 110 денари. РКЕ му кажува на нафтените компании да продолжат со постојаната пракса и да го вкалкулираат обезбедениот попуст од страна на владата со главниот добавувач ОКТА и да ги намалат малопродажните цени за 3 денари за дизел и 2 денари за бензините, со што ќе овозможат бенефитот од ова намалување директно да го почувствуваат граѓаните. Стои во соопштението на регулаторна, откако и ОКТА претходно информираше дека попустите се продолжуваат до крајот на месец април. Доколку има потреба, владата има план и други мерки, но засега нема да се воведуваат, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски. Одговарајќи на новинарско прашање, посочи дека во ваква кризна состојба не треба да се носат брзи решенија под притисок и дека е потребна детална анализа. Според владините пресметки, со досегашната мерка за намалено ДДВ, Мицкоски вели, буџетот на дневна основа трпел штета од најмалку 1 милион евра. Ние веќе имаме загуби во буџетот. Имаме дневно загуби, кои што се бројат со 1 милион евра на ден отприлика. Најмалку. Така да, тоа е што е сега. Ние во овие тешки моменти, како држава, мораме да излеземе, но имаме план, имаме јасен правец, јасна насока каде се движиме и тука не треба никој да има дилема. Сега нема да очајуваме и да кукаме. Тоа е што е. Проблемот е тука. Јас не мислам да беседам на пресконференции и да очајувам и да создавам паника кај граѓаните. Мојата цел е да кажам дека ние како влада ја владееме ситуацијата, да не брзаме со потези, анализираме, не треба под притисок да се носат решенија. По војната на Блискиот Исток и затворањето на Ормудскиот теснет, цените на светските берзи постојано варираат, а во одредени моменти барел се тргува и за над $110. Од владата уверуваа дека пазарот во земјава е стабилен и покрај зголемената побарувачка, особено во пограничните региони, каде поради пониските цени граѓани од соседството доаѓаат и точат гориво во Македонија. Дневно се трошат и по 2 милиони литри гориво, но засега надлежните не планираат никакви ограничувања. Со албански и американски знамиња и ниту едно државно, како и со транспаренти «Стоп за институционалната дискриминација», студенти од албанска националност протестираа барајќи правосудниот испит да може да се полага и на албански јазик. Маршот заврши пред Министерството за правда, а поддршка им даде и опозицијската ДУИ. Протестот го следеше Афродита Рамос. Со албански и по некој американско, но без македонски знамиња и без јавни обраќања на македонски јазик, студенти од Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот Мајка Тереза и Универзитетот на Југоисточна Европа преку протест бараа правосудниот испит да се полага и на албански јазик пред Министерството за правда. Тие тврдеа дека ова барање е издржано според Уставот на Македонија и Законот за употреба на јазиците. Ние како студентите, мојот колегата ја поднесува барање и пред
2 години тука во Министерство за правда да зема негативен одговор и сега ние кога поднесуваме барање во Министерство за правда ја земаме негативно одговорност. Државен јазик е македонскиот јазик и сите јазици што е 20%, тука е и албанскиот јазик. Тука може да се остае овој законот за јазици. Поддршка за воглавно младите студенти дојдоа да изразат и дел од партиски кадри. Сепак, тие велат дека нивното присуство не дава политичка позадина на протестот, туку ти имаат, како што рекоа, морална обврска да дадат поддршка. Ние се соочуваме со ситуација каде што имаме јасно, кристално чист, јасен закон, но има недостиг на волја кај владата, особено кај министерот Филков, кој прави злоупотреба на службена положба, не почитувајќи го законот за јазиците. Министерот Филков лажеше пред јавноста, кога велеше дека правосудниот испит е тест за јазична контрола на студентите. Не е така. Воопшто. Тоа е стручен испит. Премиерот Христијан Мицковски вчера упати порака до студентите дека група на уставни експерти веќе работат на решение кое ќе биде и во согласно со меѓународните стандарди, но и упати апел до нив да не бидат, како што тој изјави, алатка во рацете на опозицијска политичка партија. Министерството за правда го почитува правото на протест, но како што велат оттаму, со жалење констатира дека денешниот протест уште еднаш покажал обид за манипулација со граѓаните од страна на политички структури. Особено загрижува улогата на одредена опозицијска партија и нивното делување во контекст на актуелните протести. Ваквите постапки отвораат сомнежи за обид за јавна манипулација и инструментализација, преку поттикнување чувствителни прашања и очигледно користење етничка реторика за остварување краткорочни политички цели. Во тој контекст, евидентно е и отсуството на користење државни обележја на денешниот протест, што дополнително упатува на демократскиот капацитет на организаторите и нивниот однос кон државата и уставниот поредок. Стои во реакцијата на Министерството за правда. Во однос на барањата поврзани со полагањето на правосудниот испит, Министерството уште еднаш потенцира и потврдува дека истиот се спроведува согласно важечката законска рамка. Струшката полиција поднесе кривична пријава против градоначалникот на општината Менди Ќура поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Пријавата се однесува на настан од 18 ноември 2025, кога градоначалникот донел одлука за именување вршител на должноста директор на јавното претпријатие Водовод и канализација Струга. И покрај тоа што знаел дека лицето нема потребен степен на образование и не поседува соодветен сертификат за познавање англиски јазик, а не исполнувал и повеќе други услови. Полицијата во Кичево пак му поднесе кривична пријава на екс-градоначалникот Фатмир Дехари поради сомнежи за злоупотреба на службената положба поврзано со проект за улично осветлување. Дехари во 2021-та незаконски склучил договор со 2 фирми од Кичево и една од Гостивар и на нему блиски лица, а со намера стекнување противправна имотна корист од големи размери. На тој начин, првопријавениот нанел материјална штета на буџетот на општината Кичево од околу 1,6 милиони евра, соопшти од МВР. За случајот пријава е поднесена и против уште едно лице од општинската администрација за кривичното дело несовесно работење во службата. Тоа беше се во вечерниот преглед. Благодарам за вниманието. Пријатно.